Грдата слика со полупразното Беровско езеро оди на штета на развојот на туризмот во Малешевијата. Проблемот кој им се наметнува на инвеститорите во туризмот во овој регион со испуштање на водата на езерото за потребите на мини хидроцентралата ке иницира и формирање на движење за спас на Беровското езеро, велат хотелиерите во Малешевијата. Тој е акутен проблем, тој проблем мора да го реши владата во натамошниот период. Ова езеро е атракција за Берово, привлече многу инвеститори за градба на индивидуални објекти, на приватни апартмани, на хотели. Ова е само еден од 20 акутни проблеми во областа на туризмот во земјава кои ќе се најдат на состанокот на секторот за туризам при Стопанската комора со представници на владата и Министерството за економија. Имаме неколку точки кои што ние сметаме дека се акутни, например нечистотијата, например, допринесува за туристите другачи да не гледаат. Второ, инфраструктурата во Македонија. Посебно ние имаме неверојатно убави споменици на културата, кои што се некои во рурални средини не можеме да допреме до нив. Многу тешко можеме да допреме. Во списокот на проблеми кои одат на штета на развојот на туризмот е и проблемот со работници во оваа гранка. Имаме проблеми во кадарот во Македонија, значи сега она што нарекуваме белата чума избегаа многу млади образовани луѓе, но во делот на хотелското работење немаме доволно кадар, во делот на ресторанското работење, во кујните и така натаму. Треба да се подобри работењето на туристичките водечи. Сето ова во комбинација со неразвиен бански, зимски и транзитен туризам дава негативни бројки кога станува збор за девизниот прилив од оваа доста доходовна гранка. Во истокот со голем потенцијал за развојот на туризмот се инкорпорирани сите овие маки на туристичките работници. За Беровското езеро од подружницата на АД Водостопанство Берово велат дека езерото е 80% полно со вода во моментов 3,5 метри до прелевање, а има вода уште 8,8 милиони кубни метри, што е доволно за водоснабдување и наводнување за цела година. Основните функции на езерото ќе се извршуваат непречено, додека за туризмот, велат од Водостопанство, не се одговорни.